вечер, почитувани гледачи. Ова е емисијата без ракавици. Јас сум Дарко Јаневски. Вечерва ќе избегаме малце од секојдневната политика и од оние теми кои што секојдневно ве окупираат. Во пресрет на Великден ќе разговараме со презвитер Ивица Тодоров од Македонската православна црква Охридска архиепископија за некои делови од последните денови на Исус, кои што веројатно ви се помалку познати, а кои што се надеваме ќе го предизвикаат вашето внимание. Добро вечер за отец. Дарко, благодарам за поканата. Тодоров, секогаш сте добре дојдени. Отец Ивица, во саботата беше Лазарева сабота. Да. Значи, тоа е настанот со пријателот на Исус, кој што се разболува и за кого Исус вели тој не се разболе за да умре, туку парафразирам, туку за да се пројави славата. За да се пројави мојата слава. Потоа он го оживува, меѓутоа и тој ден е забележан како празник во нашата православна црква, меѓутоа интересно, тој настан се споменува само во едно од 4 библиски евангелија, ако е од толкаво значење, значи во евангелието според Јован се споменува, ако е од толкаво значење, зошто го нема во претходните 3, каде што Матеј, Марко и Лука пред влегувањето на Исус во Ерусалим ги споменуваат неговите чуда со слепите луѓе кои што прегледуваат. Кај Матеј се 2, кај Марко и Лука по еден слеп кој што прогледува. Тие се некои разлики кои што веројатно во прераскажувањето се јавуваат, меѓутоа останува прашањето зошто овој настан кој што е клучен пред влегувањето на Исус во Ерусалим се споменува само во Евангелието според Јован, а кое што пак е последно напишано, би било логично да е во првото. Значи, тука има многу прашања и ќе се обидам едно по едно да ги одговорам. Првин, како православни христијани се наоѓаме во периодот на страстната или страдалната седмица. Тоа е седмицата со оние настани кои се поврзани со крунското дело на нашиот Спасител, на нашиот Месија, а тоа е спасението на целото човештво од сатонското робство, од злото, гревот, духовната смрт, од телесната смрт и така. Значи, овој период, што црквата го нарекува страдална седмица, е тој крунски период. Сега вака, значи, во ранохристијанскиот период, во првите векови, всушност, раната црква, односно раните христијаните од првите векови, во овој период учествувале со пост. И всушност постот бил само една седмица пред страдањето Христово, на Велики петок. Да, не 40 дена, значи една седмица. Веќе покасно, значи по 4-тиот, 5-тиот век и така натаму, во рамките на животот на црквата се воведува оној принцип кој го почитува црквата, тој е катехуменат. Што значи тоа? Значи, оние луѓе кои сакале да станат Христови ученици, членови на црквата, тие се подготвувале еден подолг временски период. Некогаш тоа траело за некој од нив и до 3 години. И сега, клучниот период од нивната подготовка бил овој период пред Великден. Значи, и затоа овие 40 дена, односно таа света 40-ница која била клучна за подготовка на катехумените, била додадена на овие 7 дена од страдалната седмица, имаме пост од 47 дена. И така во праксата на црквата влегува, како да кажам, ова што го имаме и денеска. Постот пред Великден да има светата 40-ница од 40 дена и плюс 7 дена од страдалната седмица, 47 дена. Сега, она кој ми го постави прашањето за Лазар. Значи, навистина, воскресението на Лазар е спомнато и засведочено светиот апостол евангелист Јован и настанот со Лазар всушност не се случува така како што е во редоследот на богослужбите на православната црква. Многу порано се случува од страдалната седмица, но сепак црквата го става тој настан
значи Лазарева сабота, како настан на кој треба да се присетиме, затоа што тој настан е врзан со нешто за што Христос доаѓа во овој свет. Го кажав и тоа предмалку, значи да не ослободи од сатонското робство, да не ослободи од злото, од гревот, но пред се и од духовната смрт и од телесната смрт, односно од распадливоста. И тој особено силно ја манифестира својата месијанска моќ со воскресението на четвородневниот Лазар, кој живеел во Витанија, тоа е местенце блиску до Ерусалим. И кога Христос го воскреснува Лазар, всушност тој чин силно одекнува во Ерусалим и сите што живееле во Ерусалим биле засведочени за тоа чудо што Христос го направил, и затоа кога Христос влегува на цветници, оној ден што ние го нарекуваме цветници, тоа беше вчера, кога влегува во Ерусалим, народот на Ерусалим го доживува како Месија, и затоа му воспева Осана, Осана, благословен оној што доаѓа во името Господово. И сега вака, тој настан не е засведочен од првите три евангелисти, од Матеј, Марко и Лука, туку само од Јован. Сега и овој момент мора да го знаеме, дека Јован останал во живот, говорам за биолошки живот, значи тој најдолго живеел од сите апостоли. 90 и повеќе да, години. на 90 години, и пред неговата биолошка смрт, тој починал во Ефес, значи епископите, односно старешините на црквата, епископите и презвитерите, овие три евангелија, односно сведоштва за сето тоа што Христос го правеше и го говореше, од апостолот Матеј, Марко и Лука, ги однеа кај апостолот Јован, тој ги прочитал, значи сите три евангелија, и го додел сето она што тој разбрав дека недостатува. Значи он ги имал на увид овие три. Да, тој ги имал на увид тие три евангелија. И затоа го пишува како еден вид дополнување на сето она што недостасувало од првите три евангелија, своето четврто евангелие. И тоа е напишано во Ефес од апостолот Јован, и од тогаш црквата како заедница ги носи тие четири сведоштва, автентични сведоштва на сето она што Христос го направи за нас, го откри за нас, го кажа за нас, не поучи и така натаму, значи преку овие четири канонски евангелија. Значи црквата ги познава само овие четири текста. Значи црквата како заедница ги познава само овие четири текста кои се напишани од апостолите. Уште нешто, значи да заклучиме, вие спомнавте пред малку, значи и самиот настан на воскресение, оживувањето на Лазар не се случува во сабота, ден пред влегувањето на Исус, туку предходно, бидејќи во самото евангелие вели, потоа Исус дојде, му припремија вечера, тоа е сабота пред влегувањето. Така и Марија, сестрата на сега воскреснатиот Лазар, ги мие нозете на Исуса. Меѓутоа, од своји причини црквата празникот го поставува во сабота. Да, значи говорев дека овој период, значи од 40 дена плюс 7 дена, освен што веќе крстените членови на црквата го практикувале со пост, со молитва, со посериозен духовен подвиг, оние што се подготвувале за крштевање, всушност овој период бил користен како нивна последна подготовка за учество во светата на крштевање. Крштевањето во првите векови, за разлика од денеска, се одвивало во неколку големи празници. Значи, се крштевало на Великден, значи на денот на Христовото воскресение, и тој е опход околу црквата, ние што го имаме ден денеска. Значи, тој е опход, кога одиме нели околу црквата. Да? Тој е опход од самата света тајна крштевање, значи кога се крстени катехумените, тие што се подготувале за крштевање, со нив заедно целата црковна заедница оди околу храмот како символ на зачекорување по патот на спасението, и се оди три пати како символ на Света Троица. Значи од таму доаѓа тоа. Значи во ранохристијанскиот период и во, како да кажам, пред периодот на средниот век, во црквата не се вршело крштевање вака како што тоа се прави денеска. Значи денес доаѓаш, ќе си закажеш крштевка и тоа станува индивидуален чин. Тогаш крштевањето, влегувањето во животот на црквата бил црковен чин, не индивидуален чин. Самата црква те подготувала за крштевања
и на големите празници катехумените се крштевале. Значи, Богојавление, Педесетница, Великден и така натаму. Значи, на тие големи празници. И се вршеле масовни, групни крштевки. Значи, ако се обидеме да направиме реконструкција на последните неколку дена на Исус на земјата, би можеле да заклучиме дека сабота е вечерата во домот на Лазар. Дарко, ќе мора да те исправам. Да? Значи, то не се 7 дена, последни 7 дена на Христос на земјата, затоа што тој после своето воскресение е уште 40 дена. Уште 40 во ред. Да. Значи, тоа е последниот период од неговата мисијанска спасителна служба, која е крунска. Мислам, тој е крунскиот период, затоа што тој е периодот во кој се влегува во суштината на неговата мисија. Значи, тој доаѓа, Христос, Месијата, доаѓа во овој свет да биде наш одговор. Значи, тој доаѓа да биде одговор на целото човештво. Зошто ова човештво се наоѓа во зло? Од каде е злото? Како да го победиме злото? Кои се последиците од злото? Како да се победи вината, како да се победи гревот, како да се победи духовната смрт, како да се победи трулежноста, односно болеста, страдањето, самата смрт. Христос за тоа доаѓа во овој свет. Во ред, меѓутоа, значи можеме да заклучиме дека сабота е всушност неговата вечера во домот на Лазар. Така е, да. Со неговото според евангелското сведоштво, да. Да, каде што присуствува и самиот Лазар, а наредниот ден влегува во Ерусалим. Да. Зошто влегува на магаре, а не на пример пешки или на коњ? Едно од објаснувањата кое што можев да го најдаме дека се работи за питомо животно, за разлика од коњот кој што асоцира на освојување. Меѓутоа, зошто пак не влегол пешки, да кажеме? Значи, има ли објаснување за... Има како не. Значи, во овој период на страдалната седмица, страстната седмица, значи сите нешта што Христос ги прави, се тоа поврзано со пророштвата од Стариот Завет, односно всушност Месијата е плод на Стариот Завет, цел Стар Завет, односно се што се случувало во периодот на Стариот Завет, од Адама, Ное, Авраам, Мојсија и останатите пророци, сето тоа што Бог им го ветувал на евреите, на старозаветниот народ Божи, преку пророците, сето тоа се исполнува во Месијата. Всушност, кога го читаме ние Стариот Завет и кога влегуваме во суштината на пораката на самиот Стар Завет, односно на старозаветните книги, значи тоа се книгите од Мојсеевото петокнижие, па пророчките книги, поучните книги, историските книги и така натаму, ако направиме суштинска анализа, дојдеме до самата суштина на пораката што тие носат во себе. Тие носат две пораки кои се многу битни. Дека Бог е еден и единствен, нема други богови. Бог е еден и единствен, нема друг. Значи, во Стариот Завет ние гледаме строг монотеизам и било забрането правење идоли, идолопоклонство и така натаму. Значи, ние гледаме колку е Бог строг во тој аспект, затоа што паднатото човештво, заразено со гревот, со злото и со демонизмот, тежнеело кон идолопоклонство, односно сатаната ги дефокусира луѓето од вистината со лажни богови. И оттаму се создаваат разни лажни религии и така натаму и така натаму. Во Стариот Завет имаме вистина за едниот и единствен Бог, неговата објава. Тоа е првата вистина на Стариот Завет и втората вистина на Стариот Завет е дека ќе дојде Месија, Мешија на еврејски, што значи оној кој е помазен или овластен, значи оној кој има власта да го спаси овој свет. Значи тоа е целта на Стариот Завет. И сега се што правил Христос, всушност сето тоа е претскажано од пророците. Значи како што е претскажано од пророците каде ќе биде роден, на кој начин ќе биде роден, каков ќе биде начинот на неговото месијанско делување. Така било претскажано од пророкот Захарија за тоа како Месијата ќе влезе во Ерусалим. И тој пишува во својата книга, пророкот Захарија, во 9 глава од својата книга, дека влегувањето на Месијата ќе биде во Ерусалим на магаре. Зошто? Затоа што уште тогаш Бог го знаел настроението на најголем процент од представниците на еврејскиот народ. Представниците на еврејскиот народ сакале Месија цар, Месија кој ќе покаже моќ. Тие се надевале дека ако ќе дојде Месијата од родот на царот Давид, тој ќе биде со таква слава како што бил царот Давид.
И тие се надевале дека Месијата ќе дојде на бел конј, ќе го дигне еврејскиот народ и ќе ги ослободи од римското робство и ќе ги направи најголем народ на планетата Земја. Тие така си го доживувале својот Месија. Но вистинскиот Месија, според пророците, според пророкот Захарија, влегува качен на магаре. Значи, ние гледаме целиот живот на Месијата, целиот живот на Исус е крајна скромност. Во него нема грам гордост, во него нема грам суета, во него нема грам егоизам, во него нема грам манипулација. Зошто? Затоа што тој е пројава на чистото добро. Ние кога ги читаме Евангелијата и кога се запознаваме со личноста Христова, ние гледаме една фасцинантна личност, личност што нашиот ум не може да изгради, затоа што нашиот ум е загаден од злото и ние не можеме да разбереме како изгледа еден добар човек. Така изгледа еден вистински човек. Значи Исус е добриот човек во полнота, затоа што Бог стана човек. Новиот Адам, ако првиот Адам не успеа да исполни таа цел и смисла што му беше зададена од Бог, од Творецот, новиот Адам, самиот Син Божи кој станува човек, ја покажува добротата, таква како што таа е во вистинска смисла на зборот, и го покажува и го засведочува каков е Бог во вистинска смисла на зборот. Значи, ние кога ќе се запознаеме со Исуса, ние се запознаваме со тоа каков треба да биде човекот во вистинска смисла на зборот, но се запознаваме и со тоа каков е Бог во вистинска смисла на зборот. И затоа на магаре, а не на бел конј. Меѓутоа, он вечерта не останува повторно се враќа во Јерусалим. Има објаснување зошто? Затоа што Исус зошто не преспива или е се тоа небитни? Тоа се небитни моменти, но битно е Битанија било многу близко до Јерусалим. И таму биле неговите ученици и потесниот круг од неговите ученици, и поширокиот круг од неговите ученици. Сепак никогаш не треба да го разбереме тој момент дека Исус е и Бог, но и вистински човек. Тој на вистински начин ја примил нашата човечка природа и во се бил еднаков на нас односно само во гревот. Во себе си немал грев и немал зло. Но многу е битно, тој веќе утредента во понеделник, скоро сите денови ги поминува во храмот Јерусалимски, тој е центарот на еврејската вера, и таму ги кажува, како да кажам, клучните пораки, клучните откровенија, вистини, совети и до еврејскиот народ, и до еврејската политичка елита, до еврејската религиозна верска елита. Зошто прави инцидент во храмот при првото влегување? Ја растура масата? Не прави инцидент. Тој исто така многу интересен момент. Ако да го разбереме Исуса, значи Исус... Има многу теоретичари кои што од тука го изведуваат сосема поинаква теза потоа за настаните кои што следат. Не, има еден друг момент. Значи, не случајно страдалниот понеделник почнува со оној настанот со бесплодната смоква. Многумина се прашуваат кога го читаат тој текст, што му е виновна на Христос една смоква, та тој ја проколнува и таа останува сува. Намислам, тоа нема логика сега. Зошто сега оној кој е апсолутно добро, значи од една страна е апсолутно добра, од друга страна ако дрвото нема плод, нема плод. Зошто ја проколнува и да се исуши? Тука е што сега да покаже. Тука е пораката што Христос му ја праќа на еврејскиот народ. Значи, еврејскиот народ, оној народ кој ја добил Божјата, најдиректната Божја објава. Значи, најдиректно Бог му се објавил на тој народ. Никој народ не гледал такви чудеса како што еврејскиот народ. Никој народ немал таква Божја посета како еврејскиот народ. Евреите ги имале пророците, евреите ги имале светите од Бога откриени книги, тие секоја сабота, шабат, во своите синагоги ги читале пророчките книги. И што е приказката сега со тој народ? Значи, како што светите отци го толкуваат со смоквата, значи, тој народ останал само на формата на верата, а суштината на верата е заборавил. А суштината на верата е подготовка за доаѓањето на Месијата и сведоштво за едниот вистински Бог. Со текот на времето, евреите од својата вера, која било Божје откровение, тие почнале да ја претвараат во еден свој национален култ.
Значи тоа треба едно цело истражување од последниот пророк Малахија до Јован Крстителот. Тоа е еден период од над 3 века кога евреите не биле посетени од пророк. И тие почнале да бидат водени од разни рави, и кои секој од нив си плетел свое учење, некоја своја ескатологија и така натаму и така натаму. И многу интересна работа. Тие полека неприметно се оделечувале од суштината на својата вера. Морам да бидам самокритичен и да го кажам тоа дека и тоа нам ли се случува на христијаните денес. Значи, ние сме исто како смоквата. Да, има религиозни листови. Има некаква пројава на религиозност кај секој од нас како христијани, но нема плод. Го нема плодот што Бог го бара од нас. Нема суштина. Нема суштина, суштината се губи. Во тоа време суштината се изгубила. И затоа многумина која го чита Светото писмо на Стариот Завет, на Новиот Завет, си го поставуваат тоа прашање: како сега евреите со векови го очекува Месијата и кога дојде Месијата не го препозна? Зошто? Затоа што со текот на времето, а тој тек не беше краток, неколку векови, полека тие го скршнаа правецот на своето верување. Ја изгубија суштината на својата вера. Ја изгубија суштината и кога дојде суштината на нивната вера, Месијата, што тие го очекува, тие не го препознаа. Благодарам за овој одговор. Одиме на кратко со рекламите, па се враќаме во студиото. Продолжуваме со разговорот со отец Ивица. Следат наредните 3 дена во кои што се исполнети со неговите говори, проповеди, со употреба на различни метафори и параболи. Една од нив е прилично, по мене прилично интересна, каде што он вели зашто секому што има ќе му се даде и ќе му се умножи, а од оној што нема и тоа што го има ќе се одземе. Сега на прв поглед изгледа дека оваква порака не се очекува од Исус. Човек ја сваќа на богатиот кој што има, ќе му се даде, а на тој што нема и тоа малце што го има ќе му се одземе. Ова е врзано со на приказна за богатиот кој што на еден слуга му дава 10 пари, на друг една, овој со 10 ги умножува и му ги враќа. Да, вториот е со 5, третиот е со 1, а овој последниот, тој едниот талант го закопал и му го враќа на богатиот истиот. Дали е тоа пораката или е нешто сосема друго? Да, интригантно е вака кога се чита површно, дури може да не соблазни. Ова се случува, всушност оваа парабола Христос ја говори во вториот ден на страдалната седмица во храмот. И зошто ја говори? Повторно тоа е со плодот поврзано. Значи, тука воопшто не се говори за материјални богатства. Значи, веднаш да расчистиме, не се говори за материјални богатства и не се говори за материјално богатство на некого, туку за духовно. Значи, Христос зима еден образ, како да кажам, парабола од секојдневниот живот и ни ја открива оваа духовна вистина. Дека секој човек на планетата Земја како личност има своји дарови, значи потенцијали. И сега, ако тие духовни дарови, потенцијали ги посвети кон добриот, кон Бог и кон доброто, тогаш посветувајќи ги и практикувајќи добро, практикувајќи вистина, тој ги умножува своите дарови. Тоа е многу интересна работа. Ако некој човек има дар за говор, например, и ако тој дар за говор или дар за пеење го посвети на Бога и го посвети на доброто и на добрите и за добро на човештвото, тој дар се повеќе и повеќе ќе го умножува и тој како личност ќе станува уште подоблесен, уште поплеменит. Значи, колку ако си добил например неколку дарови од Господ и ако тие ги принесеш во слава на Бога и за добро на луѓето, ти уште повеќе умножуваш добрината кај себе си. Уште повеќе умножуваш духовноста кај себе си. Уште повеќе умножуваш богоподобноста кај себе си. И обратно. Например, ако имаш некаков дар и просто затоа што си мрзлив и лукав, си кажеш, ма каков Господ, какви глупости, какво добро, ма што ми е мене гајле, јас ќе си терам како што мене ми одговара.
и тој ова дар да не го посветиш на добриот и за доброто, или да не го посветиш за ништо, например. Просто не се интересираш, си го гледаш својот кејф. Ти тогаш ништо не умножуваш кај себе. Затоа што не си доблесен, немаш доблести, немаш вредности. Тогаш ништо не умножуваш кај себе си. Ништо, остануваш празен. Значи, тоа е еден факт, еден духовен факт со кој се соочуваме сите во нашата дневна реалност. Гледаме луѓе кои не дека немаат потенцијали, ти имаат и интелект и способности за ова, но се себични, се мрзливи, се лукави и како личности остануваат празни, пусти. Но гледаме луѓе, например, кои имаат можеби скромен дар за ова и за оно, но тој го посветува тој скромен дар за добриот и за доброто на сите и гледаме како личност дека тој човек се повеќе и повеќе расте, се усовршува, станува добар, станува богослично битие, станува полна личност, радосна личност, личност исполнета со живот, за разлика од овој што е исполнет со празнина. И затоа Христос вика, на тие што се исполниле со духовни дарови, ќе им се преумножи уште дарови. Затоа што кога Господ ќе стекне доверба во нас, дека ние сме посветени на доброто и за добрите, и кон доброто, тогаш Господ уште повеќе ни дарува дарови. И обратно. Ако сакаме да бидеме манипуланти, сакаме да бидеме себични, лукави и така натаму, Господ согледува какви сме и тогаш не остава сами на себе си. Ако ќе не остави Господ сами на себе си, со нашата лудост, нашиот крај станува опасен. Тоа ние го гледаме денеска што се случува во човештвото. Се помалку и помалку доблесни луѓе, се помалку и помалку луѓе со вредност, се помалку и помалку добрина во реалност, а се повеќе и повеќе празнина, пустош и лудост. Тоа е ова со параболата. И така треба да се разбере. И тоа е вистинската порака што Христос им ја упатува и на еврејските политички лидери, и на еврејските верски лидери, и на евреите во тоа време. Но Христос ни упатува оваа порака и нам, на сите христијани. И ја упатува оваа порака и до нашите светски лидери, и до нашите верски лидери. Кои се нашите плодови? Дали нашите плодови со кои се фалиме се според нас и за нас, или се тие плодови посветени на добриот, односно на Бог, и за доброто на другиот? Ако тоа ние не го правиме, тогаш се лажем. И тоа што го имаме, и тоа Господ ќе ни го земе. А за жал и го гледаме тоа што се случува околу нас. Пустош гледаме духовно. Се не сека, може би јас претерувам, може би сум многу, како да кажам, некој ќе каже пререален или нереален. Што знам, но јас тоа го гледам во нашето општество, конкретно во нашето општество, да не одам сега пошироко да говорам. Па и во светот не. Да, и во светот, ама сега говорам тука локално, гледам глобално. Еден од најинтересните настани, може би еден од најмистичните тајната вечера во четврток, меѓутоа тука се чини нема разногласија меѓу евангелистите што се случувало на таа вечер, а контроверзноста на таа вечера ја предизвикува сензационализмот на Ден Браун, толкувањето на сликата на Леонардо да Винчи, каде што апостол Јован, кој што седи десно од Исус, според тоа толкување всушност Марија Магдалена, па потоа се бара и приказната за Светиот Грал и за кој што според едни е пехарот од кој што се пиело виното таа вечер, односно како што вели Исус, ова е мојата крв, а според други станува збор, кога се збори за Светиот Грал, за потомок на Исус. Колку се за црквата прифатливи ваквите размислувања, не во смисла да ги отфрла, меѓутоа за натамошно разгледување, дека Значи, не е поентата во тоа едноставно да се отфрлат, ајде остави го тоа на страна, значи, не меѓутоа да се отфрлат, но сега да се повикува некој на авторитет као Ден Браун, као нешто сериозно, за мене неприфатливо, затоа што го кажав тој и предмалку. Денес луѓето, односно ние живееме во една цивилизација, не говорам как скоро целиот свет веќе завлегува во една цивилизација на испразнетост. Значи, цивилизација во која не се вреднуваат вистинските доблести, вредности, смисла, визија за живот и така натаму. Туку
цивилизација е каде што се поклонуваме на еден и единствен Бог, а тој Бог се парите. Не случајно некој си напишал на своите пари баш така, дека на тој Бог се поклонува. Чи тоа е таа сензација. Се луѓето сака сензација. Дали тоа ќе биде религиозна сензација, дали ќе биде технолошка сензација, дали ќе биде еротска сензација, дали ќе биде политичка сензација. Ние тоа го гледаме скоро во секојдневието. Луѓето се хранат со таа потреба за сензација, со жолт печат, со нездрава храна, во буквално смисла на зборот и во преносна смисла на зборот, така натаму. Тоа е таа цивилизација, цивилизација на испразност и цивилизација на површност. И таа цивилизација е видливо е дека човештвото го води во една морална катастрофа. И дури некои нешта кои немаат ни врска со морал и со доблест се дигаат на пијадестал како морал и доблест. Тоа е страшно, страшно е тоа. Но тајната вечера, тој велики четврток, значи тајната вечера, она што ние го нарекуваме тајна вечера, е всушност една обична паскална вечера. Значи евреите на Пасех, значи премин, тој бил спомен ден. Спомен на нивното излегување од Египет. Да, тоа значи тоа. И уште од Господ уште на Мојсе му заповеда како требало тоа да изгледа, како требало да се празнува паскалната вечера. Многу е битно зашто Бог му заповеда на Мојсе. Значи и ако е тоа ќе ни треба цела една емисија да зборуваме за тоа како изгледа обредот на пасхалната вечера. Значи има елементи кои во себе имаат месијанско пророштво. Значи за доаѓањето на Месијата, например за јагнето на кое не треба да му се скрши ни една коска. Тоа гледаме ние кога Христос висел на крстот, додека на едниот и другиот разбойник им се прекршени колената, на Христос неговото тело не е повредено со ништо, односно освен тоа со копјето, но и тоа е предскажано. Значи сега да се вратам на тајната вечера. Тајната вечера се случува во четврток навечер. Значи четврток навечер е според наше мерење на времето. Кај евреите другиот ден почнува со заоѓање на сонцето. Всушност тоа е веќе петок. Значи чим ќе зајде сонцето веќе почнува другиот ден. Значи ние во православната црква по тоа библиско еврејско мерење ден денеска така ги устројуваме нашите богослужби. Значи нашиот ден почнува со вечерна служба, значи со вечерната служба почнува богослужбениот дел од следниот ден. И сега зошто во четврток навечер, односно тоа е веќе еврејскиот петок, затоа што следниот ден требало се празнувала еврејската Пасха. Значи евреите ја празнувале тој ден својата Пасха. Е сега, ако Бог преку Мојсеј го ослободи еврејскиот народ од египетското робство, сега Бог со вечниот наш Отец Небесен, тој се силниот, преку Месијата, целото човештво го ослободува од сотонското робство, од злото, од гревот, од духовната смрт и од телесната смрт. Значи Христос дојде да биде наш ослободител, како што Мојсеј беше ослободител на еврејскиот народ од египетското робство, така Христос дојде да биде наш ослободител од она што го кажав пред малку, да биде наш спасител. И сега затоа што тој беше ветеното јагне. Затоа е тајната вечера на Пасха. Во четврток навечер. Да. Затоа што тој беше јагнето кој требаше да се принесе за жртва откупителна, за ослободување на целото човештво. И затоа тој вкуси смрт како вистински човек во петок, односно тој е тој јагнето Божјо или јагнето кое се принесе за нас за откупување на нашите гревови. Што тоа значи? Ќе говориме понатаму, пошто тоа е суштината на Христовото доаѓање во овој свет. Неговото страдање на крстот. Тоа што ние го нарекуваме откупителна жртва или жртва на откупување. Значи Христос на крстот целото човештво го ослободува од сотонското робство, од вината и од гревот, а го ослободува затоа што Христос на крстот со својата жртвена љубов го победува злото како концепција на постоење, како болна состојба или болна концепција или состојба на постоење
и го победува оној што е изворник на злото. Сатаната, односно оној хероин, оној ангел кој свесно и слободно избрал од добар да биде зол, да биде носител на злото. И тоа се случило на крстот. Тајната вечера за многумина е позната и по тоа што Исус кажува дека ќе биде предаден и кажува кој ќе го предаде. А во гностичкото евангелие меѓутоа според Јуда се тврди дека тоа е всушност договор. Значи предавството од страна на Јуда е договор меѓу него и Исус за да се исполни на тамошниот предвиден тек на настани, што пак не дава објаснување зошто тогаш Јуда се обесил. Меѓутоа, колку е тоа евангелие проучено од денешната црква? Благодарам што ги спомна овие апокрифни евангелија. Многу е битно затоа што многумина денеска манипулираат со тие евангелија, апокрифни или евангелија кои воопшто не се плод на апостолите и црквата како заедница. Никој што да не го заборавиме. Црквата е заедница. Значи, први век, втори век, трети век, четврти век и така натаму, се знаело колку христијани постоело тука во ареалот на Средоземното море и така натаму. И тие од генерација во генерација примале само 4 евангелии. Значи, односно тие 4 сведоштва. Мора да се признае дека во рамките на гностицизмот тоа е едно философско, верско учење синкретичко. Значи, тие зимале, тоа е нешто како денешното New Age, значи, зимаш нешто што ти се допаѓа од вамо, зимаш од онамо и правиш нешто како што тебе ти одговари, така натаму. Гностиците биле познати по тоа, се затоа што апостолите имале голем авторитет, духовен авторитет во тој временски период, тие своите текстови ги насловувале по името на некој апостоли, така натаму, за да добијат на авторитет, но и тие се ширеле во рамките на гностичките заедници, но никогаш црквата, едната света соборна апостолска црква, таа црква што Христос ја формирал, таа црква што на Педесетница ја примила силата на Светиот Дух, таа црквата никогаш не ги како да кажам, не ги познавала тие текстови како своји. И затоа треба секогаш да се концентрираме на овие 4 евангелски сведоштва, затоа што тие најавтентично ни сведочат за сите настани што се случиле. Еве и на тајната вечера. По вечерата Исус оди да се помоли. Има еден момент да не го рипнем и тој имам се извинувам, да не сум водител, но да не го, мислам има многу аспекти на тајната вечера. Значи првиот тајната вечера или таа паскална вечера започнува со мијење на нозете. Значи Христос им ги мие нозете на своите апостоли. Со тоа сака да им покаже еден битен пример. Тој неколку пати и пред тоа им кажува да не бидете и вие како оние што господарот со народот. Туку треба, пошто знаел како ќе се развива понатаму Христос неговата црква, тој на апостолите, а преку апостолите и денеска на црквата ни праќа оваа порака, дека ние прво треба да бидеме слуги на останатите. Кој сака да биде прв, нека биде последен, вели Христос, и нека биде слуга на другите. Тој, како нивен учител, самиот Месија, значи, ги мие нозете на своите ученици. Покажува пример кој тие потоа треба да го практикуваат и треба во целата црква да се практикува тој пример не само на мијењето на нозете како некаков ритуал, туку на таа позиција на смиреност, на служење. Христос нас, особено епископите, презвитерите на црквата, па и сите христијани, не повикува да служиме, а не да бидеме господари. Затоа што љубовта служи, а не сака некој да ја служи нејзе. Вистинската љубов е жртвена. И тој цело време тоа ни го сведочи. Значи, прво мињето на нозете, па тајната вечера, воспоставување на својата тајна Евхаристија, причест, кога вели ова е телото моје, ова е крвта моја, кој го пие телото моје и кој го јаде телото моје и пие крвта моја, ќе биде во мене и јас во него. Христос тогаш ја востанува таа тајна на заедништвото. Тоа што го направил на тајната вечера, тоа ден денеска ние го правиме на својата литургија. Значи, и тоа кажал дека самиот Христос ветил дека тоа нема да прекине до второто негово доаѓање. Еднаш дојде како јагне Божје, но на крајот на светот ќе дојде како судија на целото човештво, и тоа е тајната на заедништвото.
Значи, секој што го сака Христос, секој што е негов ученик, секој што е посветен на неговото учење и секој што е посветен на доброто и на спасението, тој треба да се причестува, да го засведочува своето единство со Христос преку неговото тело и крв на светата тајна литургија. Тоа е востановено на тајната вечера. Потоа имаме неговата првосвештеничка молитва, која е многу една прекрасна молитва до небесниот Отец, каде што Христос се моли сите да бидат едно оче како што сме јас и ти, така и сите да бидат едно. Има таму еден елемент кој што мене ми остава впечаток. Во еден момент прашува дали може да ме одмине. Не, тоа е Гециманската молитва. Не, тоа е веќе друго нешто. Тоа е после тајната вечер. Да, на тоа мислев. Да, тоа е веќе, ама тоа е првосвештеничката молитва. Да, првосвештеничката молитва е на тајната вечера. Потоа тоа е веќе така да речената пред самото апсење. Да, пред самото апсење, да. Кога веќе Јуда дали не е тоа момент на поколебување? Не, тука е како треба тоа да го разбереме. Христос е вистински Бог, затоа што како Син Божи ја споделува истата божествена природа со Отецот и Светиот Дух, но и вистински човек. И сега, тој е новиот Адам. И тој, затоа што првиот Адам не беше послушен на Божјата волја, туку тргна по себе си, без да има созреана своја волја, туку тргна по волјата на злото и не воведе во зло, заедно со Ева. Сега, Исус, како новиот Адам, тој вика, не оче, не мојата волја, туку твојата волја да биде. Значи, тоа е, како да кажам, пројавата на новиот Адам, пројавата на новото човештво, кое ќе се пројави во црквата, во Христовата заедница. Човештво кое ќе живее по Божјата волја. За што значи тоа да се живее по Божјата волја? Затоа што сите ние, како Божји созданија, сме создадени со слободна волја. Но додека ние не дојдеме до вистината, ние не можеме да разбереме што е слобода. Која е приказката во овој свет? Ние не сакаме вистина, сакаме да бидеме слободни. Слобода без вистина е анархија. Слобода без вистина е зло. Слобода без вистина е уништување. И ние сите се лизгаме лесно по таа сотонска игра. Сакаме слобода без вистина. Христос вика, спознаете ја слободата, но да ја спознаеш слободата треба да живееш по Божја волја. Како дете. Треба да растеш, да си му послушен некому кој се грижи за тебе и кога ќе бидеш свој, кога ќе знаеш што со својата волја и кога ќе разбереш вистината на своето постоење, ти ќе знаеш што да правиш со себе си. А ние не сакаме да пораснеме духовно, не сакаме да созрееме како личности, да бидеме богоподобни суштества и сакаме да живееме во слобода без вистина. И ние гледаме што правиме во овој свет. Хаос. Значи, страста, злото, перверзијата ги доживуваме како вредности. Вредности кои не уништуваат. Следи неговото апсење таа вечер и утре денте изведувањето пред Пилат, потоа судењето и во сите 4 евангелија без исклучок вината за тоа ја носат еврејските свештеници. А Пилат делува како владетел кој што ја сваќа неговата невиност, нели, ги мие рацете, крвта е на вашите раци и така натаму. Неговата сопруга директно му кажува. Неговата сопруга му вели да остави го овој човек. И тоа е една од причините што во наредните 2000 години евреите доживуваат многу погроми. Меѓутоа во не би се сложил, мора да објаснам тука. Да, само да довршам до крај па повелете. Меѓутоа во тоа време колку е реално да се свати дека еден римски владетел би дозволил други да одредуваат кој ќе биде екзекутиран, а кој не. Се чини како да евангелистите свесно бегале од тоа вината да биде префрлена на Пилат, за да можат во Римското царство да ги шират евангелијата. Не е точно, затоа што римјаните имале традиција, конкретно римјаните си имале мака со евреите, пред тоа имало бунтеви и така натаму, и просто и римјаните евреите воопшто не се сакале. Како што всушност ниеден кој е под окупација не го сака својот окупатор и така натаму. Во дадената ситуација
Ако кажеме и македонците не ги сакале римјаните, па знаеме како завршиле. Па и Картагини и во Картагина. Рим тогаш бил United States денешниот. Тоа било моќ. Значи секаде решавале со моќ. Но сега Пилат е посебна една приказна, едно сведоштво. Значи тој како римјанин гледа правно, пошто тој е рационален аспект. него го интересира дали овој е бунтовник или не. Значи тој вака за него тој момент прекршување на Тора, на законот. Значи за тоа го обвинувале Исус. Дека тој велел дека ќе го разруши храмот па ќе го подигне. Тоа за него ништо значило. Тоа било во рамките на еврејската вера, што и тој кузне колку е разберал и така натаму, и самиот тој имал одбивност, но тој самиот го гледал, го доживеал Исус како некој кој во себе нема никаква вина. А потоа многу интересен моментот што кога Христос говори за вистината, Пилат му поставува едно прашање: а што е тоа вистина? Христос не му одговорил, затоа што тоа се два различни концепта. Западниот философски концепт кој говори за тоа што е вистина. Значи вистина како принцип, вистина како филозофски систем. За евреите не постои вистината како принцип или филозофски систем. За евреите вистината постои како Бог, како тој кој што е, кој е извор на вистината. И затоа Исус не му одговара на прашањето на Пилат што е вистина, затоа што самата вистина, која е личност, стоела пред Пилат. И Пилат го доживеал сето тоа. Тој он видел дека нема никаква вина во него и дека сето тоа што го прават лидерите и политички и верски на еврејскиот народ, тоа го прават од завидливост и од страв да не изгубат својата положба во која тие се, како да кажам, ја уседнали и ја злоупотребувале. Всушност, тоа е тој момент на сувата смоква. Тие се најдобар показател на сувата смоква. Никакви плодови, само лисја. И тие доаѓаат кај Пилат и бараат да биде распнат. Пилат користи еден многу интересен аспект, што секогаш на Пасха римскиот гувернер ослободувал еден познат еврејски заробеник. И сега тој им кажал: демократија, бирајте кого сакате, Варава или Исус. Да, ма малце не е логично. Оној што го Варава, кој што го загрозува римското царство, он се согласува да биде ослободен. Така избрале. А распнува човек кој што... Ма тоа евреите избрале. Значи не избрал Пилат. Евреите, се е тоа по нивен избор. Односно, евреите избрале. И избрале, многу треба да се објасни, избираат тие кои се лисие, а не плод. Избирале тие што во себе го немале плодот од животот во Тора, во животот во законот, во пророците и така натаму. Значи тие нив им било битно да се ја задржат положбата, социјалната положба на духовно-политичка елита. Дури и под окупација тие живееле, особено и фарисеите, садукеите, крајно луксузно. И затоа нив им било битно да се ја задржат положбата. А тие гледале, особено биле итри, после тоа што се случило со Лазаровото воскресение и кога Христос влегува во Ерусалим, тие го гледат расположението на народот. И тие виднаш реагираат. Тоа е најдобар показ за политичка пропаганда. Значи тие брзо користат политичка пропаганда и тој народ кој бил воодушевен од Исуса го вртат против Исуса. Да, тој елемент е исто нелогичен. Имате човек кој го сметате за Месија, кој пред вас изведува чуда. Значи, слепи прогледуваат, оживува мртви, а одеднаш потоа се собира маса на народ кој што вика распни го. Значи, таа нелогика, ние денеска ја живееме. Ние гледаме нелогика во севкупното наше живење во овој свет. Каде е логиката во овој свет? Ако ние гледаме логиката надвор од Христос, таму нема логика, тоа е лудост. Ако нашиот живот, нашето лично живење, нашето семено живење, нашето црковно живење, нашето општествено живење, го отрнеме од вистините и од вредностите што Христос ни ги откри, ние губиме логиката. И ние гледаме денеска во овој свет што се случува, а нема логика. И ние самите кога сме сведоци на разни политички, социјални, економски нешта што се случуваат во овој свет, се фаќаме за глава
И викаме, зар ово има логика? Па нема логика. И овој свет без Христос нема логика. И тоа е најдобро било покажано тогаш. И гледаме и ден денеска. Тоа е Достоевски во Великиот инквизитор. Најубаво го објаснува. Кога доаѓа Исус тамо во Шпанија во инквизиторско време, му доаѓа Великиот инквизитор, кардиналот му вела: "Што доаѓаш овде да не мачиш? Бе, на луѓето не им треба вистина, не им треба слобода. Луѓето сакаат да бидат робови." Тука е целата приказка што Христос дојде да не ослободи. Но ние, кој тоа ние, тоа е многу широко, но огромен процент од човештвото не сака да се ослободат, сака да бидат робови. Да, ако го Робови на сватиме нелогичноста, тоа, логика, па тоа е. со денечен речник, ако го само сватиме уште тоа еден како момент. проект, би рекле дека не е баш довршен, успешен Значи, до крај. вака сега, злото е опасна состојба. Како концепција како болна концепција на екзистенција. И злото нема никаква логика. А ако постои некаква логика под наводница во злото, тоа е уништување, destruction. Уништување. Ние гледаме таму кај што постои зло во некој човек, односно пројава на завидливост, пројава на егоизам, пројава на подлост, пројава на манипулација, тој самиот си уништува себе си и другите ги уништува. Тоа е целата логика. И таа болна состојба на злото, Христос ја победил на смртта. Со една единствена сила, моќ, која може да му се спротистави на злото, тоа е љубов што се жртвува. Затоа во овој свет, љубов што се жртвува е најнелогична работа. Секаде кај што ќе видиме луѓе кои имаат љубов која се жртвува, која е посветена, ние им се смееме и ги нарекуваме ненормални, И се удаци, отврлени, нереални да, и така натаму. од општеството. Следува начинот на раснување. Тоа што мене ми остава впечаток е дека во сите 4 евангелија е запишано дека на раснувањето е присутна Марија Магдалина. Така. А на Марија, мајка му, Марија, Јован и уште некои жени. Да останатите апостоли се разбегуваат. Јован е Кој Петар дури се откажува од Христос. Така, Петар се откажува 3 пати и тоа е интересно, например, само во Евангелието според Јован е запишано дека Јован е присутен, каде што... Да, што он е сведок на светото, он е и директен. Тоа е единствен сведок. Зошто ги нема другите? Се страв? Што? Страв. Да не ги снајде... Па Христос и на апостол Петар и на останатите апостоли го кажува тоа. Значи, кај апостол Јован го има тој момент кога Петар дури се сили и така натаму и кога Христос му кажува: "Па ти 3 пати ќе се откажеш од мене." Значи апостолите, тоа е па еден друг момент. Зошто тогаш врз него ја гради црквата? Му вели ти ќе бидеш карпата? Не врз него. Врз која ќе се изгради мојот? Не врз него. Убаво пишува тамо во Евангелието според Матеј, 16 глава, кога Христос, Месијата, ги прашува апостолите: "Што мислите вие? Кој сум јас?" Значи, и сега апостолите дават разни одговори. И во еден момент Петар кажува: "Ти си Христос, односно Месијата, синот на живиот Бог." И сега Христос му вели: "Шимоне, Симон", он се викал Шимон на еврејски, вика на тоа исповедање, на таа вистина ќе изградам црквата своја. Значи секој човек што ќе исповеда дека Исус е Месија, Христос, синот на живиот Бог, спасителот на светот, тој ќе биде темел на Христовата заедница во овој свет. Значи на исповедањето на вистината за тоа кој е Христос. И плюс Христос му вели на апостол Петар: "Тоа што ти го кажа не ти дојде од телото, односно од тебе, туку мојот Отец небесен ти го откри." Тоа е тоа. И затоа Петар, се извинувам само, затоа Петар е наречен, Петар на грчки е камен, Кефа е на арамејски, значи карпа. Значи тоа бил неговиот надимак. Значи неговото вистинско име, еврејско име Симон. Ние го нарекуваме Симон каменот, односно Симон Кефа, карпа. Значи он го кажал тоа исповедување, односно таа вистина на која ќе се темели Христовата заедница во овој свет. Црквата се темели на таа вистина, дека Исус е Месија. Ако Исус не е Месија, тогаш ние лажеме. Тогаш што сме ние? Ние сме празнина тогаш. Мајка му е присутна само на раснувањето, само според Евангелието, според Јован? Или според сите? Во сите 4 Евангелија се спомнува дека само Марија, неколку жени и Јован убаво спомна, биле останати под крстот. Додека останатите 12... Меѓутоа секаде вели Марија Магдалина.
Па и Марија, да. Марија Магдалена била посветена ученичка Христова. И таа по сведоштвото е меѓу првите жени што ќе го види Исуса воскреснат. Само да не ја ставаме Марија Магдалена и да не ја доживуваме низ призбата на Ден Браун. Марија Магдалена... Гледате како иде линијата врз која е изградена таа теза, па потоа оди во Франција и така натаму. Тоа е приказка, сега да не говорам некои да, во ред го расчистивме. Проблематични новинари кои имале за цел да направат една, како да кажам, теорија за некои тајни друштва и така натаму. Зошто меѓутоа Незе ја одбира прво да и се појави по воскреснувањето? А со тоа што во едно од Евангелијата однаму ги опфаќа нозете, а во друго вели не ме допире. Не, вака сега, не. Значи таа што, значи во Евангелијата имаме три сведоштва за тоа дека како жени му ги мијат нозете на нашиот Спасител. Кај еврејскиот народ, односно кај блискоисточните народи, кога ќе влезеш кога ќе дојдеш било каде на гости, честа било да се измијат нозете на гостите. Зборувам за после воскресението. Не, зборам први, значи Марија Магдалена ниеднаш не била, ниедна од овие три жени што ми ги измила нозете. Значи, таа блудница што се спомнува, таа не е Марија Магдалена. Марија Магдалена не била блудница, туку не, она е жената од која што он истерува 7 демони. Она имала сериозна демона обседнатост. Сериозна демона обседнатост. Тоа е тоа. И сега Христос се јавувал на сите своји ученици, вклучувајќи и неа. И на крај крајава, што е многу битно, тој однос што Христос го градил со своите ученици. Он им вели на тајната вечера: веќе не сте мои слуги, туку мои пријатели. Односно, Бог открива една нова димензија што ќе ја воспостави со човештвото. Човештвото веќе не е во состојба да робува, не е во состојба да го гледа Бог онака како што го гледале тоа паганите, нивните божества, па дури самите евреи во Стариот Завет. Значи, Бог кој се пројавува преку строгост и правдини и така натаму. Сега, Бог, тој што е нашиот Творец, најдлабоко, најсуштински, преку Христос ни се открива како Отец кој љуби, како татко. И ние гледаме дека суштината на христијанството, суштината на односот во христијанството и суштината на односот на христијаните кон светот е мудра жртвена љубов. И таква љубов Христос градел со сите своји ученици. Не сакал да привилегира некого над некого и така натаму и така натаму. Со сите. Освен можеби Јован кој што се сметал себе за најомилен меѓу учениците. Меѓутоа тоа е веројатно личен. Па Јован и Јаков доаѓа нивната, затоа што тоа е еден настан пред страдањето Христово, доаѓа мајката на Јован и Јаков и вика, они размислувале по логиката дека Месијата ќе биде политички лидер. Вика, ти утре, задутре кога ќе се зацариш, може ли едниот и другиот син да седнат едната и од другата страна? Уште тогаш. Клиентелизам. Па што да правиме, луѓето се луѓе. А Христос и каже, ти не разбираш што зборуваш. Не достига муабет уште за тендер некој. Па луѓето се луѓе, како што ги гледаме самите апостоли, еве го спомнаме тој момент. Тие гледале 3,5 години, гледале такви нешта, слушале такви нешта од самиот Христос. Директно биле, но стравот си е страв. Апостолите стравот го изгубиле по денот на Педесетница. Дури и после кога се осведочиле за воскреснатиот Исус, тие од стравот од евреите се криеле во горната соба, во таа истата соба кај што била извршена тајната вечера и така натаму. Но тие добиле смелоста, храброста да сведочат за вистината во тој момент кога на денот на Педесетница, тоа е 50 дена од Христовото воскресение, значи на денот на Педесетница кога ја примиле силата на Светиот Дух во себе. И кога ја примиле силата на Светиот Дух, тие осведочени од вистината таква како што е и водени од Бог, од самиот Бог преку силата на Светиот Дух, тие неустрашливо, значи со една таква духовна храброст и таква сила на зборот започнале да го шират евангелијата. Тоа е темелот. Меѓутоа, откако се увериле
некако произлегува, нема голема разлика меѓу сите останати апостоли и Тома, кој што прво сакал да се Да, се увери, па дури потоа Па, да значи, до еве крај кога го читаме ние ја Евангелието. прифати неговата Мене улога. зошто ми се допаѓа сега? Имам ја многу причини зошто Евангелието ми е број еден во се. Не е само тука Христовата личност и тоа што зрачи од неговата личност и таа вистина што извира од него и сето тоа што е направено од него за наше спасение. Туку затоа што Евангелието е реално. Значи нема фантазија. Нема фантазија, нема занесување. Ние гледаме Христос цело време не учи на реалност. На реалност, затоа што само духовните луѓе, само луѓето кои се свесни и практиканти на оваа вистина, што Христос ни е открил, тие луѓе реално ја доживуваат реалноста на овој свет. И апостолите и апостолите поминале низ тој процес на осознавање на реалност. И процес на созревање. Биле луѓе кои ние. Тоа е факт. И тоа е тоа. Тоа е она па што нас ни засведочува дека не треба да забегуваме. Дека духовниот живот е процес. Духовниот живот е од точка 0 до бесконечност. Во еден момент започнуваш духовно да се раѓаш и сето тоа трае во вечност. Отец Ивица, ви благодарам за разговорот и за гостувањето. Се надевам некои помалце битни за црквата, меѓутоа за јавноста битни или интересни елементи од Евангелијата расчистивме дилеми околу нив. Во секој случај уште еднаш ви благодарам што дојдете. Јас благодарам и мислам дека ова е полезно за сите, затоа што баш сега сме на почетокот на ова страдалната седмица, Велики понеделник, и на многумина ќе им помогнеме да ја разберат суштината на сето ова што се случувало пред 2000 години и да разбереме сите ние дека треба да принесеме плод, да не биде само празно дрво без плод. И би искористил оваа ситуација затоа што кој сака да си го прошири своето знаење, односно да се информира повеќе за овие нешта, може на YouTube да ја побара нашиот YouTube канал Православно христијанство МК, значи Православно христијанство МК, или да напише Училиште за животот или Евангелска вистина, како сака, или да напише просто Ивица Тодоров, таму излегуваат предавања поврзани за сите овие нешта што ги говоревме денеска, за да нештата уште повеќе се задлабочат. Тај луѓето да добијат една автентична информација за сето ова што е битно за нас и за нашето спасение. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Уште еднаш вам, драги гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Однапред ви го честитам празникот. Ние се гледаме наредниот понеделник во истиот термин. Добра ви ноќ.